Основната плата на работниците без оглед на тоа дали работат во приватниот или во јавниот сектор се зголемува за 0,5% за секоја година работен стаж, а најмногу до 20%. Важно за работниците да знаат дека под работен стаж се подразбира вкупниот работен стаж кој го остварил работникот кај работодавачот кај кој работи, како и кај работодавачите кај кој работел. Ова право е обезбедено од страна на Сојузот на синдикати на Македонија со уредување на истото во колективни договори, а подоцна превземено и во неколку законски решенија во јавниот сектор. И оваа година е потребен раст на платите, особено за оние кои е надлежна владата. Вработените во здравството, во полицијата би требало да добијат зголемување на нивните плати најдоцна до крајот на оваа година. Да потсетам, државата има обврска да исплати регрес за годишно одмор за вработените во јавниот сектор, започнувајќи од овој месец до крајот на декември, и да потсетам дека наредната година во месец март платите на сите вработени во јавниот сектор треба да се зголемат за најмалку 12% или онолку колку што ќе се зголеми просечната плата. Повторно укажувам дека само заедно, почитувајќи ги нашите ставови и нашите интереси, меѓусебно можеме да се договориме да направиме некаков исчекор за подобрување на животниот стандард на работниците во Македонија. Најголемиот проблем е што сите пријави што достигнуваат и до Сојуз на синдикати на Македонија околу непочитување на работно време, неисплата на регрес за годишен одмор, неисплата на надоместок за работа во недела, преку време на работа и така натаму доаѓаат токму од работодавачи компании кои што навистина не почитуваат социјален диалог, немаат никаков колективен договор и не дозволуваат пристап да влезат таму ни организација на работодавачи ни синдикати. По тоа ќе видите дека навистина дозволува системот да они сами си ги направат тие дупки во законите, ги заобиколуваат законите и не почитуваат ништо. За разлика од нив има навистина компании и членови кои што почитуваат се, како и општиот колективен договор за приватен сектор, така и поединечните што се на ниво на компанија. И има, за наша среќа, се уште компании кои што почитуваат се и навистина таму работниците добиваат. Но, пак ќе кажам, најголемиот дел од пријавите доаѓаат токму од такви несовесни работодавачи и тоа за минатата година беа повеќе од 80.000 пријави према Сојуз на синдикати на Македонија, каде што по најразличен основ имаше прекршено право од работен однос, како што е неисплатена 100% дневница за недела, неисплатени 35% за прекувремени часови, помал износ од договорениот 40% за регрес за годишен одмор, каде што работодавачите цело време зборуваат за потешкоти во работењето, финансиска криза и така натаму, од друга страна гледаме дека кризата е само на грбот на работниците, а никогаш на грбот на работодавачите. Неработната недела е креативно време посветено на семејството, грижа за децата, но и време потребна за подигнување на културно, спортско и образовно ниво на работниците и граѓаните кои се најважниот ресурс на секоја држава. Потребно е воведување на 4-дневна работна недела, нешто што веќе е реалност во се повеќе земји, потенцираат од Сојузот на синдикати на Македонија. Работниците се мотивираат само со повисоки плати. Не можете вие да очекувате со овие плати кои ги добиваат работниците во Македонија да ви бидат продуктивни онолку колку што сакате, иако морам да кажам дека профитите во Македонија се огромни со овакви плати и со оволку продуктивни работници. Тоа дури е и симптоматично. Ако земете во предвид дека некаде во регионот или во Европската унија од капиталот се одвојува 40 до 60% за делот за платите на работниците, оние кои ви го ствараат капиталот на крајот на криштата, во Македонија тоа се помеѓу 15 и 20%. Можете да замислите дека македонските работниците како се продуктивни, меѓутоа за жал во Хрватска, во Словенија и во Германија, а не и во Македонија. Зборуваме за истите работници кои тука исто биле продуктивни на работодавачите, меѓутоа од незадоволството од ниските плати избрале да ја градат својата иднина и да ги градат тугите економии наместо домашната економија. Мислам дека тоа треба да биде дополнителен црвен аларм за креаторите на политиките. Ако во регионот имате 454 минимална плата од 1 јануари во Србија, ако имате 750 евра во Хрватска, имате 700 со 900 евра во Црна Гора, треба да размислувате минималната плата во Македонија да се зголеми уште денес. Ако во регионот имате повисоки плати, а македонските работници заминуваат најчесто таму да работат и таму да заработуваат за да ги издржуваат нивните семејства, треба да водите политика со која ќе ги задржите дома. Се разбира, македонските работници се продуктивни онолку колку што се платени. Се друго што ќе ви кажуваат работодавачите е манипулација. Македонскиот работник си отиде од државата и поради други недостатоци во системот, како што е незадоволително ниво на образование, недоволни човечки услови, да кажем, и по болниците. Значи, сите се жалат дека условите на работа е едно и платите, меѓутоа од друга страна и самото општество кога ќе ви притреба некоја институција е навистина на многу ниво подоле од тоа што е човечки пред се и нормално, и затоа луѓето
секојдневно ја напуштаат државата. Покрај обезбедување достоинствени услови за работа и покачување на плати, верувајте дека треба сите институции да се врзат во синџиро, да не недостасува некоја за да може да ги задржиме и младите, и возрастните, и квалификувани и неквалификувани работници, бидејќи залудно ќе ни биде територијава како Македонија да влезе во Европска унија, нашите граѓани пред повеќе од 10 години веќе отишле во таа Европска унија. Ако сакаме навистина да градиме домашна економија, мора многу повеќе да се ангажираме за оние луѓе што останале тука, пред да ги избркаме, да кажам народски, и тие што сме овде вработени. Сојузот на синдикати на Македонија соопшти од колективен договор за јавниот сектор им обезбеди на работниците да имаат право на исплата на јубилејна награда. Работникот има право на надомест на трошоците поврзани со работата, утврдени со закон и колективен договор, а јубилејните награди се исплаќаат за непрекината работа за најмалку 10, 20, 30 и 40 години работен стаж.